Виктор Стојанов, председател на Бугарската фондација Македонија, и покрај тоа што има забрана за влез во државава, организира панахида, и тоа за неколку дена во црквата Свети Димитри. Ова е една нова провокација, ќе речеме, ќе посакам добро утро на почетокот. Мислам дека ова е најновата и најсвежата информација која што не разбуди утринава, па добро е да им појасниме на гледачите зашто станува збор. Виктор Стојанов кој има забрана за влез во Македонија и на кој нели ти убаво рече председател, основач на таа фондација Македонија, која имаше исклучително замешеталство во пописот во Албанија, каде одеднаш изникнаа некои бугари, нели се појавија и таму. Тој најави дека ќе има панихида за Мара Бунева во црквата Свети Димитрија на 12 јануари. Сега ова е многу интересно од еден аспект кога значи во бугарската политика, во бугарското општество Македонија, односно нели тој спор што го имаат тие со нашата земја, со нашиот народ, со нашата историја, излегува во циклус од неколку, значи не е постојано тоа, значи тоа е во циклуси. И во разговорот што го имав со моите ценети колеги од Софија, и од други места во Бугарија, тие велат тоа е секојаш за некоја внатрешна употреба. Значи, кога Македонија е тема. И сега на минатите избори во кампањата Македонија воопшто не беше тема, а сега имаме ситуација во Софија кога се формира, кога би требало да се формира ново парламентарно мнозинство, нели, под палката на стариот премиер Бојко Борисов, кој се очекува да биде и нов, нели, премиер, доколку успее да ги убеди коалицијските партнери. И сега, нели, во светло на тоа преговарање, кој е многу комплицирано и изискува многу време, се појавува повторно провокација кон Скопје и како да кажам, значи обид да веројатно одекне таа вест во бугарското општество и да предизвика нов наплив на емоции, а бугарите се прилично емоционални кога е Македонија во прашање, и веројатно со некаква цел, не знам дали е во корист на формирање на таа коалиција нова или не е во корист. Тоа не го знам. Не би комуницирал, не би правил спекулација околу тоа, но во секој случај очигледно некој бугарски политичар, некоја политичка опција во Бугарија има потреба од разгорување на страстите кога е во прашање Македонија, инаку тие панихиди на Мара Бунева, тоа е едно исклучително контроверзно Што значи традиција. Што значат овие панахиди? Да појасниме можеби за гледачите што не знаат. Мара Бунева е, нели, студентка од Тетово која членува во тие пробугарски организации. Тоаш не е ВМРО, тоа е 1927 година. Малку е тоа контроверзно, не би навлагал во поимањето на историската призма на нештата, но таа губива Велимир Прелич, кој е јавен обвинител во Скопје. Тука има, на тоа му предходи судски процес на неколку студенти од Скопје и тоа се завршува на трагичен начин со убиство и самоубиство. Таа и потоа самата се убива, умира наредниот ден. И тоа е, да кажеме, една од историските факти поврзани за овој град и за Македонија. Сега тие бугарски здруженија, нели, прават панихида за Мара Бунева секоја година. Сега не се одржуваат тие секоја година или пак не се одржуваат секоја година со ист интензитет. Значи различни луѓе, различни организации доаѓаат тука на кеот на реката Вардар кај градскиот трговски центар, каде што се случило убиството и тука, нели,
одржуваат отредени говори и така натака. Се имало ситуации, имало години кога имало и тепачки, имало години кога имало потешки инциденти. Една година извикува мизија Македонија-Тракија, како делови на тој бугарски супер етникум, или како сакате да речете го. И, значи, едноставно, има години кога тоа многу мирно, кога ништо не се случува. Пак ќе кажам, веројатно зависи од некои односи во политичкиот живот, пред се во Софија. Да, и моменталната состојба каква е најверојатно. Да, веројатно има потреба од некоја провокација сега, и затоа инаку Виктор Стојанов не верувам дека ќе дојде во Скопје. Не може да дојде. Не може, бидејќи му е забранет влезот во Македонија, така да ја мислам дека е само една провокација, треба да се испровоцира нешто во Бугарија. Нели, да се предизвика некаков револт ке одредена група на граѓани, и тоа многу нема врска со Македонија, туку пред се важи за Бугарија. Вчера по завршувањето на нашата програма се појави видео кое што стана вирално. Сашо Мијалков во Монте Карло излегува од Ферари. Тоа предизвика лавина од реакции. Би сакала малку и за тоа да позборуваме. Немавме прилика вчера да зборуваме. Лавина од реакции од јавноста. Нема кој не го сподели тоа видео. Да, ја имав реакција, например. Не знам зашто се изненадуваат, па како очекува да биде да чита книга или да вози Ферари, мислам. Вистина, ја го очекувам ова второво. Сашо Мијалков е слободен човек, ако не се лажам, нели? Има таму нешто, не пуштен предвреме од затвора, но тоа нема врска, значи му е, доколку му е вратен пасошот, тогаш тој може да патува. Сега, јас кога патувам најдалеку до Грција, а тој патува до Монте Карло, тоа е според можностите. Некои бојот и неговиот пасош имаат еднаква важност. И не знам зашто, толку би се чуделе, зошто бил во Монте Карло, не знам. Зошто вози Ферари, веројатно зашто може да вози Ферари. А зошто македонските власти, правосудните органи не најдоа, не успеа да ги докажат или дозволија да му застарат или оние дела за кои што беше гонет, тоа не е проблем на Сашо Мијалков. Тоа е проблем на Македонија, на македонската држава и што знам. Освен што можеме сега ние да бидеме пресмешни на Фејсбук, ништо друго не можеме. Да, да не инспирира за комични содржини. Да се занимаваме со хумор, да како да кажем, да собираме лајкови на Мијалков. Така, да биде инспирација за лајкови. Благодарам во секој случај, благодарам што и утринава беше заедно со нас. Ние почитувани продолжуваме со нашата програма, она што следува на Слободен печат е каде во слободно време, видете тука.